Почнуваме со вестите и на почеток за хуманоста. Штип и Македонија уште еднаш докажаат дека се хумани граѓани. Викендов преку социјалните мрежи успеаја да ја мобилизираат целата држава за да се соберат средства за 7-годишната Валерија Зафировска, која боледува од тумор на мозокот. Болеста е во напредна фаза, поради што е потребна итна операција, која чини 40.000 евра. Речиси во сите кафулиња низ градот се поставени кутии за донации, а се најавуваат и многу спортски и музички хумани настани, за кои ние секако редовно ќе ве информираме. Сакам да ги информирам граѓаните на град Штип дека утре вторник во 19 часот во Безистенот во Штип ќе се одржи хуманитарен концерт на кој што ќе настапат студиото за модерни танци Happy Dance и орнаменти, така што ги повикувам сите граѓани кои што се во можност да ја покажат нивната хуманост и да присуствуваат на овој настан. Дали на самиот влез во галеријата Безистен ќе бидат поставени кутии за донации, како ви замислам? Да, значи карти нема да се наплаќаат, ќе бидат поставени кутии за донации, така што секој ќе може кој колку сака да донира средства. Сушата ги обре дивите печурки. Печуркарите се жалат. Годинава овој деликатес го нема ниту за лек. Унифицирани цени на такси превозот во државата бараат такси превозниците. По најавата за зголемување на акцизата на дизелот, по автобускиот ќе поскапи и такси превозот. Таксистите договараат покачување на цените во автотакси превозот. Оваа одлука следи по најавата за зголемување на акцизата на дизелот и откако дел од автобуските превозници во државата веќе ги зголемија цените на билетите. Такси издруженијата веќе утре ќе имаат средба, а потоа договорењето ќе го произнесат и на средба со министерот за транспорт и врски. Такси превозниците од истокот бараат еднакви цени на такси услугите во државата. Најверојатно ќе се случи со самото зголемување на акцизата. Утре е закажан состанок на ниво на Сдружение на таксисти на Македонија, каде што ќе се договорат сите работи за да во четврток со министерот за транспорт и врски се тоа договори. Значи мора да се најдат унифицирани и цени, унифицирани бои, да се направи еден состанок и со автобуските превозници на ниво на Македонија што ги држат меѓуградските линии, да најдеме некоја средина за да дојдеме до некоја рентабилност сите заедно. Корекцијата на цените на услугите следи не само поради покачувањето на цените на нафтените деривати и најавата за зголемување на акцизата, тука и поради натрупаните проблеми поради кои долго време такси компаниите работат нерентабилно, велат од Штипското сдружение на таксисти. Не е само горивото, значи горивото е еден дел од целиот тој. Значи имаме сега зголемување на минимална плата, значи со тоа се зголемија и придонесите, значи за секој вработен плюс трошок, плюс горивото, значи мора нешто да направиме за да го зголеме, не само за кјарот, туку да можеме веќе да ги обновиме возилата, значи возниот парк е во очена состојба. Возниот парк долго време не е обновен, возилата се стари по 20 години. Стариот обем на работа го обслужуваме со половина сили, велат од Сдруженијето на таксисти, од каде посочуваат дека во такси превозот ќе мора да се поработи на квалитетот на услугите и да се реши проблемот со наоѓање на работници. Во Штип од 12 компании велат, сега останале 3. Штипјанката Александра Кукушев го освои првото место на Балканската олимпијада за песна и танци. Таа за Ирис телевизија вели дека надпреварите продолжуваат во Софија и Солун, а финалниот надпревар и нејзиниот сон е да настапи и во Москва. Прекрасниот глас и настап на Александра Кукушев од Штип, која го освои златниот медал во Белград на Балканската олимпијада за песна и танц, а во конкуренција меѓу 1200 талентирани учесници од земјите од Балканот и Русија. Александра сега се подготвува за надпреварите во Софија и Солун. Финалето е во Москва. За мене е голема чест и задоволство и
многу сум исполнета со радост затоа што освоив прва награда и ова е мотивација за понатаму. Чест ми е што имам златен медал и диплома и за Софија не знам се уште која песна, но ќе одлучам кај да е. Какво беше стручното жири, да ни кажеш? Стручното жири беше од Бугарија, од Србија и од Македонија беше мојот професор Вани Чамбов, но нели тој не ме оценува мене, а другите. Тој беше представен како најдобар пианист и најдобар гитарист од Македонија. Александра за сега живее и работи во Штип. Има планови за својата иднина, а тоа е да го продолжи своето музичко образование во странство. Јас сметам дека може би ќе го продолжам моето образование во Софија на джез пеење, затоа што тоа е тоа што јас го сакам. Па не знам, ќе видиме. Штипјанката Александра плени со својот глас. Оваа млада девојка досега има учествувано на неколку познати балкански надпревари. Во моментов интензивно се подготвува за надпреварите кои престојат, а главната цел е Москва. Сушата ги обра дивите печорки. Собирачите на овој деликатес се жалат дека годинава родот на диви печорки е катастрофален. И покрај лошата година, експертите апелираат на берба да одат само оние кои со сигурност ги препознаваат печорките. Катастрофална година за дивите печорки. Бербата на овие деликатеси заврши уште пред да започне, се жалат печоркарите. Најголемо разочарување има со вргањот, кој не се ни појави. Причина за лошата година е сушата, посочуваат експертите. Бројот на печорки дали ќе се јави или не зависи од многу други фактори. Например, воздушната влажност, инсолацијата значително придонесуваат да се создадат услови, тоа е висока воздушна влажност и релативно ниска температура. Релативно ниска, говорам од аспект на луѓето, бидејќи ние на 16-17 степени чувствуваме и студ помалку, додека тоа за растенијата, за печорките сосема прифатлива температура. Но воздушната влажност игра огромна улога, бидејќи неопходно е за да се спречи исушувањето на плодовите. Понатаму печурките не барат директна сончева инсолација, барат за темните простори. Но не само сушата им создава проблем на берачите. Ниската откупна цена е причина за голем дел од семејствата кои порано живееле од овој бизнис сега да се откажат. Таков е случајот и со семејството Тодорови од село Бања. Дека беше жив мажо ми одеме ние на печурки и зимаме многу пари од печурки. Тогава печалката беше многу голема, а сега се ефтини да ви кажам. По колку оди 1 килограм печур? Сега суровите са убавите по 120 динара, а овие не знам колку са суите. Од годините понапред беа по есента. Есента виќе 500-600 динара килото беше убавите. Првата класа. Во време на берба треба да се биде крајно внимателен. Во природата може да се најдат многу видови на печурки кои тешко може да се препознаат и да предизвикат сериозни последици по здравието. Експертите апелираат на берба додат само оние кои се сигурни во себе. Општинското основно училиште Славејко Арсов во изминатиот период реализираше успешни еколошки проектни активности и заслужено го доби зеленото еколошко знаме. Општинското основно училиште Славејко Арсов го доби приматот еколошко училиште благодарение на успешно реализираните еколошки проектни активности. Плод на еколошката работа е зеленото еколошко знаме и тоа е сосема заслужена награда. Представници од училиштето, ученици екологисти, заедно со наставници и директорката беа на прием кај градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Работевме интензивно на стекнување на високото признание еко училиште, односно зеленото знаме. Така што во петокот на екосамитот во Скопје го добивме на високото признание, зелено знаме, се вреживме во интернационалната мрежа на екоучилиште и ни представува на вистина плод на нашата долгогодишна работа која што работивме во задоволување на сите стандарди кои што беа поставени од страна на програмата Интеграција за еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Ова зелено знаме представува плод на работата на сите наши ученици, на вработените од нашето училиште. Имавме голема поддршка од страна на родителите, општина Штип, Сдруженијето Виножито, медиумите и сите овие активности се разбира дека и во рамките на наредниот период доследно ќе ги спроведуваме со цел нашето училиште и пошироката
средина да бидат здрава и уредна средина достојна за живот на сите нас. Општина Штип дава приоритет на еколошките активности, а градоначалникот ветува дека еколошките проекти и енергетски ефикасните архитектонски решенија ќе бидат во наредниот период за Штип начин на живење. Еколошкиот сегмент и зачувањето на животната средина е една од најважните активности кои што општина Штип, сите институции во нашиот град треба во иднина да работиме сите заедно за да ја подигнеме на едно повисоко ниво. Ова е еден убав пример како школите треба да се развиваат во иднина, како треба да донесуваат признанија од национални активности кои што ги спроведуваат, и јас само можам да кажам дека општината ќе даде целосен придонес и во иднина за зачување на животната средина во целиот град и во целата општина, но ги охрабрувам и институциите и основните и средните училишта да продолжат со активности во насока на зачување на животната средина во наредниот период, бидејќи здравјето на децата и на луѓето е пред се во нашиот град. Учениците екологисти од Општинското основно училиште Славико Арсов ветуваат дека ќе продолжат со еколошките активности и понатаму, но и пораката кон возрастните е императивна. За да го добиеме ова зелено знаме, сите се вклучивме максимално во работата и во активностите организирани од страна на нашето училиште. Ова зелено знаме представува мотив за да продолжиме да го одржуваме нашето училиште чисто со убава гледка. Имавме многу еколошки акции со кои што го добивме зеленото знаме и со така во училиштето беа поставени штедливи чешми, беа променети вратите. Имавме различни екоактивности со еколошкото друштво Виножито. Потребно е сите околу нас, сите да бидеме екологисти за да зачуваме средината да биде чиста и здрава и да биде добра за живење на сите луѓе. Децата што од мали нозе треба да бидат едукативни, треба да бидат потикнати од сите, да бидат екологисти, да се вклучуваат максимално за чиста природа, за екологија. Зелено еколошко знаме во Штип имаат и други училишта и детски градинки, но ова активност исто така е поттик и за институциите да се насочат кон еколошки издржани проекти. Пред минутите за спорт, збор 2 за дебелината која мора навреме да се спречи бидејќи ќе премине во болест. Секое трето дете во Македонија има прекумерна тежина, покажуваат податоците на УНИЦЕФ. Причините за ваквата состојба се многобројни, од недоволна физичка активност до јадење на брза храна како дома, така и на училиште. Министерството за образование ќе го преиспитува квалитетот на храната која ја јадат учениците. Тоа е проблем кој се провлекува со години, затоа што честопати некои градоначалници не ги почитувале одредбите од правилникот на Министерството за образование за тоа што треба да содржи храната на децата во училиштата. Вели ресорната министерка Десковска која најави казни и построги контроли. Одиме сега со минутите предвидени за спорт. Пораст на екипата на Брегалница во Штип од тимот на Велешки борец, пошто сега падна на деветото место на второлигашката табела во групата Исток. Дербенот преварот во Штип им припадна на гостите од Велес, кој решавацијо гол го постигна во судиското продолжение. Брегалница во 101-0 дојде со голот на капитенот Горан Здравков уште во 7-та минута по одличен сведениот удар од 11 метри. Веднаш по првиот напад по тргнувањето од центар, борец преку Пановски го изземи резултатот на 1:1. До победата од 1:2 борец дојде во 93-та минута со голот што го постигна Калановски. Средбата во Штип следеше и главниот спонзор на клубот Коца Ингушев, во друштво на претседателот на клубот Благој Петров, инаку некогашен играч на Брегалница, а со нив како гостин беше и Зоран Верушевски. Еве ги комплетните резултати од ова 12-то коло. Брегалница борец 1:2, Каменица Саса Беласица 0:5, Плачковица Согово 2:0, Кожув победа во Ландово 2:0. Табела Беласица е прва со 29 бодови, второ место борец 23. Трето и четврто место Брегалница и Кожув со по 22 бода, неи со надпревар помалку. Петто место Плачковица 18, шесто место Тикваш 15, исто така надпревар помалку. Седмо и осмо место за победа во Ландово и Каменица Саса со по 11 бодови. И на последното деветото место тимот на Согово со само 7 освоени бодови.
Екипата на Китго Бехчево ја продолжува победоносната серија во третата фудбалска лига група Исток. Во Пробиштип тие го победија тимот на Рудар со резултат 2-4. Играчите на Китго ја остварија 10-та победа во есенскиот дел на третата фудбалска лига група Исток. Во Пробиштип Китго славеше победа изразена со резултат 2-4. Капитенот на Китго Андреј Симески беше моќно расположен за игра и постигна хет-трик, односно беше стрелец на 3 гола, а стрелец за четвртиот гол за Китго беше Мартин Стојанов. Стрелци на головите пак за Рудар 1947 беа Дарио Лазаров и Игор Илиевски од пенал. Еви ги комплетните резултати од ова 11-то коло. Малеш Бергалица гола 1-0, Словија 1934 Зрновка 4-0, Овчеполе Кежовица 1-0 и Рудар 1947 Китго Пекчево 2-4. Табела. Екипата на Китго Пекчево е на првото место со 31 освоен бод. Второ место Малеш 18. На третото место Рудар има 16. Четврто место Овчеполе 15, исто толку на петото и на шестото, но постава гол разлика имаат екипите на Слога 1934 и Кежовица. Седмо место Бергалица Голак 14 бодови и на последното осмото место тимот на Зрновка со само еден освоен бод. Балканските шампиони на Македонија во пионерска конкуренција, а членови на Балканец беа на прием во кабинетот на градоначалникот на општина Штип Благој Бачварски. Раководните луѓе на боречиот клуб Балканец со четворицата борачи кои беа дел од балканската шампионска екипа која го освои првото место во Словенија, своите импресии ги споделија на приемот во кабинетот на градоначалникот на општина Штип Благој Бачварски. Најпрво сакам да се заблагодарам за поддршката на градоначалникот кој не прими да и даде по една скромна награда на овие наши млади таленти. Инаку минатиот викенд во Словенија, Мурска субота, се одржа Балканско првенство во борење за пионери и кадети, така да нашите борачи, четворица од нашите борачи се дел од репрезентацијата на Македонија, кои освоија 2 сребрени и 1 бронзана медаља за Македонија. Значи, ова е еден голем резултат. Многу години назад не сме освоили вакви резултати во пионерска и кадетска конкуренција. Значи, една голема благодарност до младите амбасадори наши, борачите, спортистите и до поддршката на градоначалникот. Овие успеси се плод на конструктивната работа и на организираните тренинг кампови од страна на Боретската федерација на Македонија во изминатиот период. Резултатот не е случаен што е направен, тоа е голем резултат за Македонија, за македонското борење, особено за Штип, бидејќи потекнуваат и голем дел од групата што постигнаат резултат на ова балканско првенство, значи потекнуваат од Штип. Имаме четворица борачи, значи имаме судијата кој потекнува во Штип, исто така е многу битна работа кој исто така и помага на борачите на време на балканското првенство. Тоа е Маријан Лазаров, исто и Давор Тасев е еден од селекторите кој е во таа пионерска конкуренција, така да можеме да се заблагодарам и на тренериве и на судите и на целиот тим што го имаме направено и во Боречката федерација за постигнење ваков резултат. Мислам дека понатаму ќе постигнуваме со добра организација и со голема поддршка која имаме од Агенцијата за млади и спорт, од градоначалниците, од општините, така да и од нашиот градоначалник во Штип што имаме поддршката. Мислам дека почесто ќе се гледаме и вие новинарите почесто ќе напратите и ние ќе ви даваме повеќе информации, така да можеме, значи, борењето повторно да се дигне на највисоко ниво и како најпрв спорт во државата. Успехот во Мурска Собота е постигнат во конкуренција на борачи од 12 балкански земји, во кои Македонија беше прва, Романија втора, Бугарија беше трета. Јас како селектор можам да кажам не само за нашите деца од Балканец. Јас сум селектор на репрезентацијата на Македонија. Деца се бореа храбро, освоија, станаа балкански шампиони. Тоа е голем успех за Македонија. Се надевам 2018 година медал од Европско. Ова е првиот пехар и првите спортски медали кои денес го красат кабинетот на новиот градоначалник. Ова е еден начин како Боречкиот клуб Балканец се враќа на правите патеки и ова е вистинскиот начин како треба да продолжиме да работиме сите заедно во интерес на спортистите и да ги поддржуваме се повеќе да напредуваат во идниот период. Особено сум горд на овие млади деца, пионери и кадети кои што направи резултати. Очекувам дека во иднина како врвни борачи, врвни спортисти ќе донесат резултати и од европски, од светски првенства и од олимпијади, да ни се гордее градот и Република Македонија.
За успехот и за освоеното прво место на Балканското првенство што се одржа во градчето Мурска Собота во Словенија, заслугата им припаѓа на берачите Стефан Штерио, Дарио Димитров, Ненад Панов и на Филип Тасев. Толку во понеделничното издание на информативната програма на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието и не го менувате каналот. Останете во приложение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.